Јас застанав и им дозволив новија сушта да ме јадат. Ау. Добро утро, народе. Добро дојдовте во новиот и последен влог најверојатно од одмор. Денес е 9-ти ден, денес одиме на последната плажа. И за последната плажа испара да биде најтешката од сите плажи, а сега ќе ви објаснам и зошто, инаку саботата 8 са бајле и кај да е, треба да искочиме и да фатиме голем пат. Плажата што ќе одиме денес се вика Егремни бич и е најпредизвикувачка од сите плажи на островов, затоа што има преку 300 скали, може и 400 или не знам колку се, премногу скали се. Цело време читавме онака ревјус и на што се треба бидеш спремен за да отидеш таму. Прво, од земјотресот во 2016 уште некои делови не се целосно пристапни, кога ќе стигнеш таму со кола треба да одиш уште километар до 2. Сите пишуваат дека патот е онака 15% накосен нагоре, да го одиш цело време така само за да стигнеш воопшто до тие скали, а после скалите изгледаат некако вака. Пример, ти да си тука и после да одиш, да стигнеш до плажата и можеби вака кога ќе ги спушташ скалите не е толку предизвикувачки, ама кога ќе ги качуваш после на едно 56 степени ќе биде голем предизвик да го искачиш се тоа, така да for the sake of тоа ние ќе фатиме денес бродче. Има многу опции за бродчиње тука, ние ќе фатиме еден што се вика Ionian Princess. Не зима од 10 сат, не враќа во 4, затоа што ќе не однесе да поминеме 3 сати на Егремни и после тоа ќе сврати пак и до Порто Кацики. Плажата што бевме претходниот влог, таму ќе бидеме 1 сат и после тоа не враќа, ама нас ни се бити тие 3 сати на Егремни, така да. Денешниот влог ќе содржи тоа, па за повеќе информации се останато ќе се видиме. Одиме. Тргаме. Добро утро. Стигнавме во Василики после 1 сат возење. Пишува да бидеш на местото 45 минути пред да тргне бродот. Мене ми се спие, ми се плаче и мислам дека тие 45 минути се буквално џабе кажани, онака само кога не касниш. Го бараме сега бродот, се паркиравме негде кај што изгледаше дека е фри. Сега одиме некои 2-3 минути до нешто што се вика Порто Василики, тоа е најверојатно она, кај што има многу бродчиња. Официјално беа најстресните и најстрашните 30 минути во мојот живот. Значи, бродот 20 минути се нишаше вака. Значи, јас толку страв до сега во животот немам осетено, мислам дека од ништо. И ова беше најголемиот страв да живеам во животот. Мислам дека ако сега бирав дали брод или скали, оние 400, ќе ги одберев скалите. Сега се семнуваме некако од тука, појма немам каде и како. Ама пристигнавме на Егремни после еден добар сат. Се да разбравате. Еве сме. Ова е најплавата боја што имам до сега видено. Секаде на сите снимки и слики изгледа како да има ситен песок. Нема никаде, али ајде, тоа не е толку битно. Ама бојата на водата е преубава. Први импресии од Егремни бич. Од првите некои 20 минути тука не толку enjoyable колку сите други плажи. И ме прави да мислам дека не е толку worth it. Онака ја оставивме последна од причина што е најтешко достапна од сите други плажи. И дали вреди целата мака за плажава толку, не знам. Вака призоров, сега ќе направиме 360. Вака е убаво и посебно бојата е преубава. Целава природа се, ама самото бањање во вода, не знам од тука дали можам да ви доловам, ама кај што стојат овие две, они мислам дека малце ги имат брчнато нозете и сега да продолжат 2 чекори напред, веќе ќе стигнат да се поплавени до раменици. И кога ќе стигнеш таму, прво е ваков поситен песок, а после кога ќе стигнеш таму, ги извадив овие да ви покажам. Газиш на волкави камења. Буквално ги извадив од вода
за да ви покажам на што газиш. Некако тоа не ми е толку enjoyable што беше на другите плажи, онака секаде е поситен песок. Имаш поише онака време додека стигнеш до подлабоко, секаде доаѓа брзо длабокото, ама тука некако доаѓа најбрзо. Тоа се првите импресии, седиме, лабавиме, тука имаме буквално 3 сати на остави, така да имаме уште некои 2,5 сати валја. Ќе ви јавам понатак што како. Апдейт после 1 сат откако снима преска. Многу ми се свиѓа бојата на водата и мислам дека е најплава боја што сега сме видели некако бојата на морето најубавата сега. Во моментов се движиме до кај фамозните скали, што ви ги покажав, да видиме дали можеме да фатиме нека убава снимка и да пробаме уживо да видиме колку страшно изгледа. Сепак можеби песок имало негде, а? Гледа кога ситно ова. Некаде има, а некаде одма до него гледаш тука камења. А битно тука има ситен песок. Еве ги фамозните скали, што ако доаѓавме од тука, ќе требаше да се паркираме некаде, кој знае каде таму, да идеме ко 2 километри до скалите и од скалите нагоре се симнеме до тука и на крај кога ќе сакаме да сидеме, ќе мораме да се искачиме по цела оваа карпаша гледате и да стигнеме некако до кола, уште кој знае колку ше 2 километри назад. Најтешко им е мислам на тие што качуваат нагоре. За доле ќе ги спуштиш некако, ама после кога треба да си одиш, овие скали се премногу, гледај како изгледа, значи. Завршивме со гремни, сега погледате што. Не знам дали вие може да приметите. Како ова се ниша? Извака ќе ви долу. Погледнете. Гледате прозорот. Вака. Кланг, кланг. Кланг, кланг. Сега ова е благо. Опа. И сега надолу. И сега нагоре. И сега пак надолу. И знаете колку време така? 1 сат. Во моментот сме застанете кај Порто Кацики. Може после ова ќе искочам да ви снимам снимки онака за со музиче, вие да си седите во вашите удобни домови онака да си гледате. Ама јас во моментов, затоа што сме застанати на сред море, каде што кој знае да плива може да си рипне од бродот и да си оди до плажата. А кој не знае да плива на толку длабоко, колку метри имаат плажата тука, можеби некои 50, поиша може. Кој не знае да плива, ќе се седи вака и 1 сат треба кланг, 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 кланг. И така цело време ти се собира тука, ти се врти, ти се повраќа. Пробувам цел мој доручек, секоја кафе, секоја вода, во овој момент да не е исповратам. Во моментов е 2,5, треба да седиме до 3,5. Ако искочиме некоја минута порано, ако се тргнеме, би бил многу стресен. Гледате тие доле? Таму има не главчиња. Луѓе се бањаат таму. Јас та не ја видам никога. 2000 years later. Како што може да видите позади мене, а и како што може да видите дека тука одам, завршиме со ова. Сега за да човекот ни дое време за ручек, се наоѓаме во Василики и бараме место за јадење. Некако изгледа многу кјут со сите овие столчиња навака. Не изгледа кјут кога да прават доторна роба. Седнавме да јадеме во нешто што се вика пица wood oven и јадеме for cheese, што изгледа вака и вака, ама мислам дека е претерано жешко. Ги треба чекаме на пола сат. Инаку ова задоволство не чинеше нас 11 евра од едно. Имам уште неколку работи денес да направиме. Едната од нив е ексклузивно. Ќе има видео каде што Стефан пробува храна, затоа што знам дека многу ги сака да секогаш, а не направено доста одамна. Ќе одиме во некој маркет да најдеме грицки, секакви благи, солени, свашта грчко, така да ќе има пробување грчка храна. Да не се кирате, знам дека сакате. Така да одиме улов по тие, па после ќе видиме што ги правиме. Апдейт. Работите што ви кажав за видеото се купени, снабдени, најдени. После тоа си седевме во апартман, туширање, одмарање, зимање живот и сега одиме во градот и сватив дека во влог никад не сум ве прошатал во градот. Кога се шетавме на почетокот на одморот во градот, забележавме дека во една продавничка има рипчиња, а тие рипчиња служат за да ти ги ручкаат твоите нозе и ти така релаксирано 15 или 10 минути
да седиш додека они ти ручка цела твоја мртва кожа. Јас тоа посакав да го правам и после тоа скрос рандом ни текна дали некогаш PewDiePie бил во Грција. Го баравме тоа, најдовме влогови од Санторини. Беше на место каде што риби исто така му ги ручка нозет. И што реши Стефан? Дека Стефан сака тоа да го прави и дека Стефан сега ќе оди тоа да го прави. Јас сум многу скокотлив човек. Кај да ме допреш одма бегам, скокам, не знам како да ќе се издржи. 10 euros 15 minutes. Така да денес ќе правиме тоа, јас се жртвувам за вас и за мојот мерак, ама и за вас. За влог, денесниот влог вајде немаш да го правам, не знам. Океј. Тука сме. Јас сум преплашен. Oh my. And take your photo. Camera. I'm going in. Oh my. Oh yes. Se zakача за мене. Се закача за мене. Ау. Како никај цело време те да го лицки да те ручка, онака. Ќе кажам уште сега дека ова беше многу лоша идеја. Јас застанав и им дозволив новија суштество да ме јадат. Вика дека после некое време некако престануваш да го чувствуваш и ти станува релаксинг. Те уште го чекам тој момент. Дали може да напуштам порано, онака? Ќе бев многу погласен ако не ми беше незгодно од продавачката тука. Не знам како да наречам, козметичарка. Не можам да опишам колку е чудно чувството и колку е онака вознемирувачки. Ќе се речеш дека после еден месец правиме 6 години на каналов, ќе престанам да правам глупости. 5 минути покасно се уште чекам да стане ова пријатно. Значи, не доаѓа рибата да те късне малци и да се избега. Туку доаѓа и го вачи бре. И ја дори ми иде силно, че не можам. Знаете ли колку сакам онака нозета да ги шутирам? Ами они се душички, бре, не можам да тоа. Ми се плаче, ми се викам. Еве да ви покажам на другите места како личат. Ако не можете убаво да видите кај мене, има вакви полно, кај што може да седат повеќе луѓе истовремено. Излегов 5 минути порано. Нозете сега си јаат. Не може више. Никогаш не стам на релаксинг. Не знам зашто го направив ова и никогаш повторно. Ева како изгледа градот. Една огромна улица без крај со премногу сувенири, чуда и премногу храна. Nothing crazy, само премногу исти работи за истата работа на 50 продавници и така до недоглед до наму негде предалеку. Некаде саат 2 после шетањето. Време е да се стави крај на овие влогови. Иако беа само 3 од 10 дена, мислам дека онака ги извоив поинтересните денови, да не замарам многу 10 влога, не можам да правам. Се надам дека ви беа интересни. Ко за крај, печатоци, ние мислам дека се поминавме прекрасно. Посебно со фактот што асален одмор сме немале од последен беше буквално мислам дека 2019, што е тоа пред 3 години. Испаѓа дека 2 лета не сам биле. Затоа што нели корона, затоа што све. Дај да ги наброиме сите плажи на кои бевме и тука да стојат на екран. Првиот ден беа 2. Певкулија, Агиос Иоанис, Катизма, Порто Кацики, Кавали Кефта, Егремни, Мегали, Милос, Агиос Никитас, толку. Тоа се мислам сите. Тие сите ги посетивме, се нашедавме многу и веќе сме утепани и сега многу ми се спие и све, што не смиш спани. Кој најубава плажа онака за чил и што е најурбана од сите, мислам дека дефинитивно би ја извел Катизма на која бевме 4 пати, други не ги повторувавме ич. На Катизма се окапавме, така да таа мислам дека ни остана некако фаворит. Порто и Егремни како атракции, нели што треба да се видат. Треба, друга убава што ви ја извел јас, може би е Милос. Тие 4 ми за некако врвот од Левкада. Тоа е тоа за овие влогови, ние са бајле се пакуваме, полека не чека некој 7 часовен пат за дома. Како секогаш ќе ми значи многу да ставите лайк, да ставите subscribe на каналот и ние се гледаме во иднината. Бај!